Одговорноста за тоа каде е Игор Спасов треба да ја барате во рамките на оние кои што се предмет на денешната пресконференција, а тоа се судовите. И затоа и целта на оваа пресконференција е дека гласноста во рамките на судството треба да ја слушаме за вакви случаи кои што ги подкопуваат темелите на довербата на судството и генерално на правниот систем. Значи не може да слушаме гласност кога станува збор за тоа како ќе си ги делат парите внатре, туку тие самите треба да бидат свесни за сопствената одговорност. Дали станува збор за бегство на лице кое што врз основа на судија е пуштано, значи не го пушта управата или било кој од Министерството надвор од затвор го пушта судија во судска постапка. Исто така, дали станува збор за застарување на судски постапки заради тоа што не се закажуваат навремено и не се закажуваат доволно често, тоа се прашања кои што навистина фрустрираат во однос на она што значи работење на судството. И затоа очекувам сферата на судството, тоа значи и судиите, и судската администрација, и синдикатите во рамките на судството да ги отворат тие прашања, бидејќи тие се прашањата кои што ги интересираат граѓаните. Чили политичката партија СДСМ од Чили драги отвори токму овие прашања, но и во борба за претходниот мандат наговести ветинг, се разговараше за реформи, за реизбор на судии, но ништо тоа не се случи, одново повторно се проведуваат тие ветувања. Дали ова само лов на политички поени или вашиот став во однос на тоа прашање на вистина ќе видиме резултати? Значи вие знаете дека целокупното работење на Министерството за правда во изминатиот период се темели на стратегија која што беше донесена пред моето доаѓање во Министерството, која што работеа група на професори овдека во содейство со Европската комисија. Насоките и стратегијата за реформи во правосудството се дадени во заеднички диалог меѓу Европската комисија и тогашната работна група која што работела на стратегијата која што ние ја следиме. Во времето кога се разговарало за таа стратегија, ветингот не е бил прифатен како опција за нашата држава, за разлика од Албанија, каде што се препорачува. И тоа јасно се гледа од извештајот на Прибе кој што беше направен за нашата држава. Така што од тој аспект ние сега го отвараме процесот на диалог со Европската комисија за преоценка на нивните ставови во однос на ветингот. Сите знаете дека ние не сме самостојни во реформите кои што ги правиме. Апсолутно, значи ние нашата стратешка определба без оглед дали во моментот имаме отворено преговори или не се европските интеграции. Сите реформи ќе ги правиме во постојана комуникација со Европската комисија, следејќи ги насоките од Европската комисија, така што очекуваме од нив со аргументите кои што ги имаме за ситуациите кои што се случуваат да добиеме зелено светло за ветинг, односно проверка на судиите со цел да можеме да ги отстраниме оние кои што навистина го валкаат угледот на судството. Што се однесува во изминатиот период, вие сите знаете дека ние и во Законот за спречување на корупција, но и во Законот за судски совет создадовме законска можност за мек ветинг, односно ветинг врз основа на проверка на имотна состојба. Државната комисија за спречување на корупција има надлежност да ја проверува имотната состојба на судиите, а судскиот совет согласно закон е обврзан доколку има наод за несоодветност на несогласување на анкетниот лист со она што значи имотна состојба на судиите, да ги разреши судиите. Така што на некој начин го канализиравме еден вид на мек ветинг меѓу институциите, Државна комисија за спречување на корупција и судски совет. Очекувам овие канали на мек ветинг да профункционираат, но секако ќе разговараме и за ветинг како што се применуваше во Албанија и во други земји со цел со меѓународно учество да направиме вистинска проверка на оние кои што седат во рамките на судството и обвинителство. Криминални поведенија кои што ќе значат пазарење со судски процеси не се дозволиви ако сакаме да градиме владење на правото. Колку пропусти сметате лично дека се задоцнети? Значи, зависи вие како ги гледате тие работи. Ако ги погледнете сите извештаи кои што дојдоа од страна на Европската Унија во делот на правосудството, законската рамка која што е направена и реформите кои што се во законската сфера, кои што се надлежност во Министерството за правда, се одлично оценети. Значи тоа, мислам дека често пати се пренебрегнува наспроти општиот впечаток на задоволство или незадоволство. Значи, најблескавите оценки за реформи што се направени тука, заради тоа што ние ниту буква не сменивме во закон без
без консултација со експерти кои што се почитувани од страна на Европската Унија и со носење на решенија. Сега останува обврската на оние за кои што ги создадовме законите да ги имплементираат. Тоа е Судскиот совет, Државната комисија за спречување на корупција и самите судови. Малку на темата на протестот денешен, иако беше насочен кон Судскиот буџетски совет, имаше едно барање до Министерството за правда, тоа е да се овозможи внатре во Судскиот совет да членуваат и членови од УПОС. Дали се размислува за такво нешто? Да, ние разговаравме и со УПОС во изминатиот период дека Законот за судски службеници ќе помине низ процес на измена. Сега во овој период вас ви е јасно дека пред избори не може тоа да се случи и ниф им беше јасно кажано дека во тој процес тие имаат свој представник, ќе имаат свој представник во работната група, ќе седнеме ќе разговараме кој ќе заноси новиот закон. Има многу пропусти во тој закон што треба и без тоа да се испеглаат, но секако ќе се земат во предвид и нивните барања. Јас не гледам апсолутно никаков проблем во прифаќање на нивното барање. Сметам дека кога се носат одлуки во Судскиот буџетски совет и тоа одлуки што ги засегаат сите чинители, сите тие треба да бидат представени во овој совет. Дали дека да свативме дека да се прави една вид злоупотреба ставајќи значи сите дека се во ризик, сите работени дека се со прековремена работа во ризик, дека линеарно се дели тоа, а не треба да биде така? Значи и коментар ваш за претседателот на најголемиот суд што им даде поддршка на колегите Значи, да. Кога станува збор за начинот на поделба на додатоците се даваат врз основа на 3 основи. И сега ставена е процедура во која што претседателот на судот треба да оцени кој од вработените ги исполнува тие услови. Значи не станува збор за генерално зголемување на плата, па сите линеарно да добиваат средства, туку треба да се оцени кој колку ги исполнува тие основи за додаток. Така што од тој аспект навистина зачудува како во изминатиот период се применуваат тие одредби. Најверојатно заради мир во куќа претседателите се тeraат линеарно, но тоа не е основата на законот. Значи имате вие суди кои што се навистина оптеретени, кои што се во ризик со одредени предмети, имаат доверливи предмети и суди кои што не судат такви случаи. Исто така имате вработени во судска администрација од највисоко до најниско ниво со различни степени на ризик, одговорност и доверливост. И треба да бидеме искрени што представува законот. Во однос на она што го видовме дека претседателот на кривичниот суд господинот Џолев дава поддршка на своите на оние кои што протестираат од неговиот суд, можеме да ви кажем дека е многу лесно да дадете поддршка на луѓе кои што протестираат за средства, за зголемување, особено ако ви се тие вработени. Многу потешко е да дадете поддршка на протест или да протестирате за морални вредности. Јас искрено очекувам претседателот на кривичниот суд во Скопје да излезе со протест, со влијание врз своите колеги, со јасност и гласност зошто некои судења не се закажуваат по 3 месеци, зошто застаруваат предмети во неговиот суд. Тоа се дилеми и прашања кои што ги поставува јавноста и кои што очекуваме, заради тоа што ние сега во измените на Законот за судови и во Законот за судски совет ставивме основи за одговорност за одолговлекување на судски постапки. Значи, тие се прашања за кои што јавноста ја интересира, особено судиите, што ќе кажат во кривичниот суд и што ќе каже претседателот на кривичниот суд. Инаку е многу лесно да протестирате и да дадете поддршка на некој што протестира за средства. Факт е дека истите суди од тефтерчињата што беа за време на претходната власт се скандалозни одлуки, дека денеска влакно им фали се работат во истите судови и се донесуваат одлуки. Затоа, освен претседателот на Врховниот суд кој што во прв степен е разрешен, а во втора степена постапка, факт е дека сите тие суди и натаму си донесуваат одлуки, односно право раздаваат во таа смисла. А вие 3 години ги молите? Зошто оваа власт не сме насили 3 години, колку што сега вие не сте 3 години на оваа позиција, меѓутоа да прашам ви како граѓани, да направи некаков напор на вистина да има почестување, меѓутоа не само да аспект на состојба, туку во смисла на донесување на одлуки, заради тоа што има скандалозни одлуки. Значи, од аспект на донесување на одлуки мора да се води сметка и каде опфаќа судскиот имунитет. Значи сега не сакам да зборувам популистички, заради тоа што кога станува збор за судски постапки за кривично право мора да водиме сметка и за стручноста и за она што значи професионално работење. Значи судиите во некој начин за сопственото одлучување уживаат имунитет, како што и пратениците уживаат. Да бидеме искрени, тоа е уставна категорија, не е прашање.
тоа? Значи, злоупотребата, дали тоа е направено заради финансиски средства, дали е направено заради други интереси, тоа е прашање кое што треба да се постави пред судскиот совет, кој што треба да одлучи за нивно разрешување и пред јавното обвинителство кој што треба да покрене постапки против тие суди. Значи, Министерството за правда ниту може да ги разрешува, нити смее да им се меша во работата, ниту да влијае врз нивната работа. Но исто така, јас си земам за право сега да подсетам дека за кривичните дела кои што ги прават судиите, надлежно јавното обвинителство и очекуваме да делува. За нивното незаконско работење во смисла на дури нестручно работење, одговорен е судскиот совет и тие треба да се борат заеднички да си го вратат дигнитетот на собствената функција и професија. Министерка, зошто 3,7 милиони евра се одвоени, односно испланирани во буџетот за 2020 година за специјалното јавно обвинителство, ако се знае дека обвинителите се веќе прераспределени? Значи, разговаравме во Министерството за финансии. Имаме ситуација во која што Катица Јанева пред да биде разрешена испратила буџетски циркулари барање за буџет за специјалното јавно обвинителство. Согласно закон, Министерството за финансии е должно да го почитува барањето. Сега ќе видиме како ќе помине тоа во собранието. Во секој случај тоа се средства што потоа ќе бидат распределени во јавното обвинителство генерално. Ви благодарам. Како коментирате изјавата на човек на Советот на јавни обвинители, кој вели дека ветинг не е потребен, особено ако има сериозна несогласие? Значи, по мене, подобро е да немате обвинител, отколку да имате криминализиран обвинител. Или да имате неистручен или несовесен. Така што Советот за јавни обвинители ќе биде покорисно да си ги прочешла сами од сопствените редови, заради тоа што тие имаат надлежност за разрешување на обвинители. И мојата препорака е дека подобро е ако видат дека има нестручни, несовесни или криминализирани обвинители да ги разрешат, отколку да ги чуваат со аргумент дека немаат доволно обвинители, бидејќи тие такви обвинители прават поголема штета отколку да ги има тука, отколку да ги нема генерално. Тоа е приоритизирање, значи знае дека многу ќе изгубат функција. Па тоа е уште пострашно. Значи ако знае, тогаш треба да си покренат постапки и воопшто да не им биде аргумент дали има или нема обвинители. Кратко прашање на одборот темата, докога се преговорите за изборниот законник и зошто се подаде тајно? Значи, изборниот законник имавме една средба во која што практично две средби имавме, во која на последната средба беше направена, беа дадени на учесниците на таа средба, значи не само на политички партии, туку и на представници на институции, одредени предлози за менување на изборниот законник. Сега, во текот на минатата недела и оваја, добиваме фидбек од страна на институциите и на политичките партии. Ке седне работна група помала во Министерството да ги прочешла и ке свикаме нова средба. Мислам дека таму дебатата во однос на овие прашања кои што се однесуваат на препораките на ОПС ОДХР е конструктивна.